Иако постојано се работи на проектите за вклучување на децата роми во воспитно-образовниот процес и на стипендирање на ромите во високото образование од страна на локалната власт на Кочани, на средбата што по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април се организираше кај градоначалникот Димитровски, беа истакнати резултатите од направените анализи, дека во последните 2-3 години нема интерес и мотивација кај ромите да се запишат во високо образование. Според нашите анализи се должи повторно на подигање на свеста кај ромите, бидејќи општината има дава стипендии секоја година, нуди стипендии, Ромски едукативен фонд од Будимпешта нудат стипендии, значи ние мора повторно да работиме со некои родители и со некои деца, мислам со средно завршено да работиме со нив, некако да ги мотивираме, бидејќи најбитно е да имаат мотивација за запишување во високо образование, па да се запишат во високо образование. И покрај проектите за помош на ромското население, сепак во Кочани и понатаму има голем број загрозени ромски семејства кои немаат основни услови за живот и живеат од ден за ден. Заеднички ќе настојуваме да сите овие семејства кои што се на голема сиромаштија, да им помогнеме да се извлечат од таа сиромаштија, односно да бидат вклучени во редовното живење. На средбата се разговараше и за Меѓународниот ден на ромите, што веќе 45 години се одбележува во Македонија, како и за актуелните проекти на локалната власт за подобар живот на ромите во Кочани.